Аман веќе доста со твоите глупости, фаза ти е. Фаза ти е, тој момент, да. Што за тебе значи среќа и дали мислиш дека човек може сам да ја создадеш? Добро, доста длабоко прашање. Не сакам среќа. Да, не сакам среќа. Си останам јас. Тажен за секој. Тажен. Или е мимика среќа сакам. Добре. Исто така си идеја. Што би бил ти ако сите сме идеја? Сме слободни да пробаме, да сгрешиме, да не успееме, да пробаме, да сгрешиме, да пробаме, да сгрешиме. Да. Тоа е тоа. Мате гуру. Тотално се согласувам. Многу е битно дали е совет или е само коментар. Ова беше. Имам седнато и така имам напишано, например, што знам, од 10 минути песна, од многу. Тоа јас го барам. Понеделник. Стварно! Што е поентата да живееш ако немаш high hopes? Фейк микрофони. Да, фейк е микрофонот. Добре, дојдовте сите на Фроза Доза. Тука сум со мојот гостин, Матеј Фолц, многу познат пејач, така? Па, така некако. Така некако. Валја, да. Како си? Добар, ти како си? Добро сме, постојам, да. Како ти денов, што правиш? Па, возев тротинет до тука и... Тротинет? Тоа е. Стварно, оние електричните бин-бин, Тие, не? тие, не. Не? Свој? Не, свој. Браво, добро. Да почнеме со прашања? Матеј Фолц бин. Добро, да почнеме со прашање, сакаш? Може да. Ајде, кога свати дека музиката не е само хоби, туку нешто што на вистина дефинира и како луѓето реагира околу тебе кога почна сериозно да се занимаваш со тоа? Многу долго прашање. Кога сватев, Дека при крај на средно, тој период, пошто негде, например, на почеток на средно почна да се бавам со музика онака општо. Значи, при крај на средно, може да се каже дека посериозно ја сватив и од хоби, например, ми стана како потреба, начин на израз. И сватив дека така можам да се изразам најточно како се осеќам. Да. Така да, тој Ја мислам дека многу луѓе од кога почнат у средно, тогаш највеќе почнуваат со музика да слушаат. Например, јас пред тоа само малце така слушав музика, тие што се најпопуларни, но после тоа у средно, знаеш, многу ќе се внесеш во музиката, ќе бараш. Да, ти забегува стилот. Па да, стварно. Например, мене порано јас слушав стварно тие што беа нај-overplayed, значи на радио секој ден што ги даваше, иако немав радио, ама пак знаев дека ги даваше. Тие само ги слушав, стилот како секој друго 12 годишно девојче што преживеало корона. Тоа. Ама после тоа, знаеш, кога дојде сега, сега сум прва година средно и пак самата се чувствувам дека повеќе сум, знаеш, ќе се смениш како човек, знаеш, психиката си ја сменуваш, музиката. Ти мислиш дека музиката некако те смени? Да, дефинитивно. На многу начини. Стварно? Да. На начин на работа, начин на како да перцепирам мисли и општо. Како да бидам искрен со себе, може да се каже. Да. Така да, ме научила доста ствари, ми отворила доста врати. Да, имала влијание доста. Да. Ма се гледаш, си музичар сега. Тоа е. Да, бе. Логично. И па добро, како луѓето реагира околу тебе кога почна баш сериозно, знаеш, да се занимаваш? Добро, имав онака луѓе што беа скептични. Ме сегаш дали тој пат да го одиш, општо ме сегаш. Да, нормално. Онака, нормално све почнува од дома, нели? Таму ми е најбитно исто како ќе изреагираат. Им беше чудно особено на мојата дома. Знаеш, од кај се музичар. Кај се почна тука да пееш. Аман веќе доста со твоите глупости, фаза ти е. Фаза ти е, тој момент, да. Ама кога видов дека не е фаза, така почна да се менуваат работи, да ме свеќат посериозно. Нормално поддршка ми онака ми пружиле рака и кога сум барал некои ствари, кога сум у самата потрага. Да, нормално, да. Нормално такви ствари. Така да. Има луѓе, мислам, што валјају што ден се сомневаат у мене или не свеќаш. Ама тоа мислам дека не треба да е некоја пречка. Да, нормално, да. Нете, например, порано, на некој начин ми било и мотивација дори да докажам. Баш така треба, да. Да, и сум
Така да добро, мислам дека на некој начин дури сумнеш, ете пример од блиски и некоја ствар што може да и треба да се деси. Да. Тоа што самиот ќе сватиш и ти колку сериозно сакаш да го правиш тоа. Да. Така да, ако никој не верува у тебе особено, да е никој, ама твоите знаеш што помалку е не сега? веруваат, да. Сега И за тука инаеш. Тука сваќаш колку сериозно сакаш да го Тоа правиш многу, или не сакаш. Да, тоа ми се допаѓа мене. Има многу луѓе што ги знам јас, дека одма кога некој ќе им каже што правиш бе, глупо е, не знам, таму ќе почнат да лупаат работи, готово. Забораваат, фрлат од прозор, готово. Значи не ништо не прават за тоа повторно, тоа е тоа. Ама добро е, имам и други што ги знам, што кога ќе се запнат за нешто, знаеш, кога ќе сакат нешто да направат, готово, родителите или пак децата у школа, кој било да им кажува што било, не име гајде. Прав пат. Само тоа. Така. Да. Имало ли моменти кога некој не верува во тебе и што те држеше мотивиран за да не се откажеш? Добро, ова го одговори. Малце го одговори, но можеш да. малце по дип да го одговориш, ако сакаш, ако имаш нешто да Па ете, додадеш. па ќе го кажам истото. Мислам дека најголема мотивација кога поголем број луѓе не веруваат во тоа што го правиш. Имало ли многу луѓе што не верувале во тебе или не Не, знаеш? имало и луѓе што верувале у мене уште од ден еден. Така, да. Сум благодарен многу. Имало луѓе што се предомислиле, што не верувале, па верувале. Нормално. Многу сум благодарен што ете имам и луѓе од ден еден подршка, Да. браво. Најблиски ти се. Да. Така, Терај, така. тука биле општо онака да кажат што мислат. Како и да е, јас секад сум сакал брутално искрени коментари. Да? Кога правам нешто, така да кога ќе им покажам, ми кажувале. Ти кажувале, Бегајте. бе, шо е ова? Ушите ми Да, ме ти не си проболеа. ова, бро. Да? Добро. Океј, сега, во песната Мимика, велиш дали е среќа или е мимика. Што за тебе значи среќа и дали мислиш дека човек може сам да ја создаде? Добро, доста длабоко прашање. Па сега, длабоко? Да. Подлабоко не Среќа за мене, не знам, среќа мислам дека е многу ствар што не ја контролираме ние, барем така ја гледам. Да. Ups and downs, мислам дека општо е. Да. Период е, момент е, тоест, не е период. Момент што е наивен, така го гледам, кај што си среќен со тоа што си у моментот. Да. Што правиш, со кого си, најчесто нормално сега да блиски, со блиски луѓе. Да, значи среќа Тоа ти е е како среќа. само кога си со луѓе што ги сакаш, што Па може да се каже, да. Општо или правиш тоа што сакаш да го правиш. Да. Да. Во ред. Мислиш дека некој може сам да ја создаде среќата? Не знам за друг, ама ја мислам дека не можам да создадам среќа. Тоа е нешто што мислам дека доаѓа. природно е, Да. Да можам да создадам мир, пример, Да. сум мирен, да сум задоволен од себе. Не знам, тоа можам да го контролирам. Мислам дека среќа, тага се ствари што доаѓаат и си идат. И тоа е утекот на животот, на интервали. Да. Мислам дека тоа не можам да го контролирам ја. Да, Тука ја. не му и не се обседнувам, мислам не ни барам среќа, не викам дека не сакам среќа, ама не барам среќа. Не сакам среќа. Да, не сакам среќа. Си останам Си јас. идам. Тажен Да, за секој. тажен. Не ми Поубаво ми зборувај. е. Светлина, што е тоа? Леге тоа. Да. Да. Ова што го кажа. Стварно? Да. Глед, тоа е. Тоа. Океј, пак со стихови, значи Мимика многу ми се свиѓа таа песна. Дали е Фала ти. среќа или е мимика, среќа сакам чисто добре си. Ја знаеш Да, стварно? ја знам, Добро, знаеш зашто ја пошто знам. нај? Секако, да. Знаеш зашто ја знам? Зошто ја знаеш? Сега, Си нели- била среќна. И тоа, да. Нели спомнав дека идав јас и танцував. Да. За 7 Си играла години. на песна? Како? Си танцувала на песна? Да. Танцувала на неа. И исто така, моите инструктори сите цело време пушти твоите песни ги пушта. И Мимика, и Ете ти. Идеја, сите тие ги пушта. И кога, јас како мал бев како, шо е ова? Шо е ова? Кој е ликов бе? Што не замараат се? Пушта таму, не. Среќа.
Ја ништо не твоите сваќам. инструктори тогаш. Да, имам една инструкторка што дури ден денеска знам дека се уште многу сака да те слуша. Не сум зборувала со неа долго време бидејќи знаеш, не сум играла. Да кажеш дека сум ја поздрав. Или овде, може да овде да ја поздрав? Овде кажи, се вика Ива. Поздрав Ива, фала што пушташ моја музика. Продолжи. Да. Да, многу да сакаше и од тогаш се сеќавам дека кога прв пат ја пуштија бев можеби не знам 10 години или 9 години и ја пуштија твојата мислам дека беше Мимика и ја пуштија и ни рекоа ај сега фристайл онма. И ние почнавме да му да фристайламе, ама кога толку беше кога немаше никакви, не може да ја предиктнам, знаеш, кога толку... Добро, дека ти пуштиле нова Да, не може, например на другите што се попознати или пак од некој артист што веќе го знаеме, што сме го пуштале порано, неговите бит знаеш. Да, офгард те фатиле. Да, вака почна таму да ми пуштаа таму. И после тоа исто така се идеја. Го почна тоа да пука, јас сум само како шо Цигаш револуција, готово. Готово, да, тоа е. Добро, а за тебе што е среќа, извини? Да те прашам вака? Мене? Да. прашаш што е среќа? За мене среќата е мислам, многу работи мене ми се среќа, сваќаш као исто како тебе, фамилијата многу ми дава среќа, но исто така и задоволството со самата себе ми е среќа. Добро, да. Фер. Тоа кога сум задоволна со самата себе, тоа ми е, значи подобра среќа не можам да ти објаснам. Кога знам дека нешто добро сум направила, кога и другите ме поддржуваат исто како што тебе те поддржувале. Така. Да, тоа е најголема среќа за мене. Не мора да сум најдобра, но ако ме поддржуваат и ме прават да се чувствувам како да сум, тоа да го давам се од себе, тоа ми е среќа мене. А ти мислиш дека можеш да создадеш среќа? Се извини, ти го флипнав прашањето. Ништо не знае. Што си го пишела, треба да си спремна? Од Матеј Фолк Фростина. Не, ја мислам дека може некој да создаде среќа. Ако стварно знае што го прави среќен, ќе може самиот да стигне до тоа. Сеќаш? Добро, фер. Тоа мене тоа ми е. Мислам, ако некој стварно сака среќа, мислам многу луѓе има што не ни пробуваат да се среќни, сеќаш, или пак пробуваат да се среќни, но едноставно знаеш, не им оди. Имаат како проблеми со животот, имаат проблеми од различни аспекти од нивниот живот. И ги прави, знаеш, да губат среќа во едноставните работи што порано им донесувало среќа, сега се како да нема веќе, како да не постојат веќе. Да не го донесуваат тоа чувство што порано го донесува. Океј. Да. Хала ти за одговорот. Ништо е. Знаеш дека скоро песната целата ја знам. Мислам. Мимика среќа? Да. И идеја. Те држам за збор, после ќе ја рецитираш. Ќе ја рецитирам. И знаеш што? И сега, ама ти ќе мора да пееш со мене. Не, ја ќе слушам. Не. Ја не можам така. Срам ми ме. Ќе ја пуштат песна, бе. Имаш стих, некој превзема во свој раце, а некој чека знак. Ти што правиш повеќе? Чекаш момент или едноставно влегуваш во акција? Добар стих иначе. Да, знам. Добар стих. Колку слушам стих? Не знам. Не ми текна, знаеш? Како му тегнал. Да. Мислам дека сум хибрид. И двете ги правам. Стварно? Така да. Има моменти кај што чекам за инспирација општо, ако збориме. Чекам и така. Размислувам, ама поише како чекам тоа. Чекаш. Да. Има момент кај што може да немам толку многу трпение да чекам. Нормално. Има и такви моменти. Ти си пострплив или Зависи зашто, не знам. Стварно, мислиш кога некој ќе те опише тебе, што мислиш, повеќе ќе каже дека си стрплив или нестрплив? Да, зависи зашто. Океј, важи. Например, за работа не сум толку трпелив човек, пошто така, сакам да е готово. Така треба. Да. Не треба да се одложува работа. Мислам, кога почнам да работам нешто, не го гледам одма крајот. Нормално, да. Ама, мислам дека у моментот кога работам, не ќам да го изгубам моментумот. Да, сваќам, да. Сакам да го завршам. Да. Знам, у едно интервју така исто така зборуваше дека
Ке те фати инает, онда. Па така е, да. Па не е ни инај, туку едноставно, не знам, моментот те завози. И терава така. И затоа ти викам, ако така ми иде, значи, например, знам да навлезам одма и у акција, што вели таму... Вели овоа плико од мистериозни прашања. Ама, некад стварно знам и да чекам. Мислам, имам, например, од кај би почнал со нешто, ама знам да чекам така. Па да не ми маринирам малце идејата, да ја разберам убаво. Добро е темата да се чека. да ја опфатам. Да, многу мислам сега за некои работи, у мој аспект, мислам дека некои работи тие што се најдобрите работи се направени со трпение и со време. Не може нешто да убрзаш само вака да го направиш. Ама на друга рака, па не треба да мислам, проблемот со чекањето е дека понекогаш кога чекаш ќе заборавиш тотално. Нема ќе изгубиш тотално мотивација. Никој нема да ти даде, знаеш? Така го гледам ја. Никој нема да дојде мене да ми каже стих. Ја треба да видам тој што ќе си кажам стих. Да, окей. Чекање многу не се исплати некогаш. Некогаш имаш и дедлајни, треба го ловиш тој дедлајн, така да влагаш и го правиш. Да. Ти си добар со дедлајн или малце си? Некад сум многу хаос, искрено. Стварно? Да. Но некад сум добар. Некад се изненадувам. Си викам, видите? А некад си викам, знаеш што? Јас сум тотално исто, скрос исто. Ама, например, да ги прашаш другиве, ќе мислам, знаеш што, многу луѓе, општо моите родители да ги прашаш, дали јас можам на дедлајн нешто да работам, ќе кажат не. Скрос не, чекам да го последен момент, не знам што. Ама, например, да ги прашаш моите пријатели од школа, не знам, од клубови, од живот, ќе ми кажеш да, многу работи, многу знае да си го организира времето. Значи, многу луѓе така ќе те гледат на многу различен начин, сваќаш? А за тоа ти викам, зависи кого прашуваш, зашто. Океј. Кога создаваш, инспирацијата ти доаѓа повеќе кога си под притисок или кога си мирен и опуштен? Мислам дека под притисок сум многу поизбувен, значи избувнувам, со креативност нормално. Не сум нервозен. Така треба. Сега да почнеш таму да бум, што ми треба ова, бам, фрли микрофонот преку прозор. Хаосот, притисокот ме инспирира. Мислам дека таму се раѓа инспирацијата. Да. Ама ја работам поише, знаеш, кога сум смирен. Подобра ја работам. Да. Ама секад мислам дека идеја општо ми се раѓа од хаос, притисок, така, да, те сваќам, да, мислам сега. А иначе да, општо и под притисок мислам. Сум работел поише пати, така да. Значи повеќе си под притисок кога работиш. Подобро прави. Не би рекол дека работам само под притисок, ама ми се случува и да работам под притисок и да работам кога сум помирен. Значи ти си само еднакво за се, нема ништо што правиш. Микс. Добро, окей. Океј, со ова сме... Да, готови? Бала. Леле, каква магнетизација, видели ми се враќа прашањето. Пак треба да ме прашаш тие истите прашања. Гледа дека сакаш нешто да ми каже. Не. Готово? Не се пропуштиле ништо, вајде. Така? Да. Океј, ова беше готово. Да. Ова беше по. Океј. Сега, мојот најомилен стих тоа е. Добро. Реално, мојот најомилен. Што би бил ти ако сите сме идеја? Многу добар стих. Ти што би било? Ако сите сме идеја? Ако сите сме идеја, што би била ја? Да. Каква идеја? Јас би била ништо. Нема бе, вака са. Зезнато прашање. Што би била ти ако си идеја? Не знам. Не знам, не ја искрено. Тешко прашање. Па тешко прашање. Не може само да го лупнеш тоа на некого. Ја шо и да бидам, не би бил копија, нешто оригинално би. А иначе нешто, било што. Да. Мислиш сте копирал некој некој? Мене? Да. Не знам. Можда не. Ја вака да чувам. Значи ти не те интересира? Не им се свигам толку да ме копираат.
Вака ќе чует, да бе, ова ќе го копира. Не се знае, може би некој те копира, ама не знаеш. Може би некој некогаш, да. Некој може Не да знаем. копира. Океј, како го гледаш тоа? Дали секој човек има своја идеја за животот и како може да се ја пронајде идејата? Идеја за својот живот дали има? Општо, мислам, Да. као насока у која би одел. За животот, општо за животот. Мислиш дека секој човек има своја идеја за животот или сите имаат некаква иста мисла? Мислам дека да, дефинитивно, можда некој ја нашол, можда некој ја бара уште, можда некој не е сигурен дали е тоа. Мислам дека сите имаме, не знам, замислено некоја насока и некоја поголема цел кон која идеме. Ама сигурно има некој што е сигурен 100%, ама мислам дека е почесто кај луѓе да не се сигурни 100% дали е тоа тоа. Да. Да. Значи нивната идеја може да Имаат моменти валја кај што се сигурни дека е тоа да. Пошто ја го имам осетено, знаеш, си викам 100%, ова е тоа. Ова ми е целта. Ова е целта. Ама нека така знаеш да си кажеш, да се запрашаш, да си кажеш чека малце. Таа е стварно ова да. Мислам би требало, не знам. Значи секој да си има своја замисла валја за својот живот, да, некоја насока бара, во која што сакаат, на која што сакаат да работат. Мислам сега, има некои луѓе што мислат дека и животот исто како сите други, мислат дека како што тие мислат и сите други мислат. Знаеш, ама има и некои што знаат дека тие почнале животот да го сваќаат како првиот човек да го сваќа животот по различен начин, сваќаш? Например, не знам, како што кажа ти за професијата, некои луѓе после што си ја најдат нивната одлука за професија или за тоа, животот, идејата за живот ќе им биде за тоа. Ама некои луѓе, например, кој ќе праша знаеш, what's the meaning of life, знаеш, кој ќе праша тоа. Добро, тоа е многу подлабоко прашање. Да, различни се. Да, знам. Например, со тоа замисла у која насока ја така го гледам бар. Да. И мислам стихот општо кога го имам пишано така на тој начин. Сум мислел да го кажам. Да. Пример со тоа другото, нели, се поразлично, тоа е како многу по-тешко прашање, него се подруго, да. Да, нормално, да. Океј. Например, мојата идеја, имаш ти некаква идеја за твојот живот или се уште си малце идеја за мојот живот? Да. Имам идеја за за професија, што ја правам поише. Мислам, и тоа е дел од животот, која насока би сакал да Значи, твојот живот мислиш дека е како професијата само? Не. Тоа ти викам, идеја за целиот живот, неам уште, ја градам, како идам на така ја градам, да. Не можам да ставам одма, ова е 100%. Знаеш, убаво е да се живе во моментот, нели? Имам идеја за поголема цел од животот. Како што е, например, музичка кариера, такви ствари. Ама за целиот живот, не знам. Јас морам да си прашам. Па добро, ја мислам дека е убаво да се живе во моментот, знаеш како. Па добро, не само да си има некаква насока. Не, мислам дека треба да мислиш малце и за утре и за задобре, ама да. Да, ама супер е да живееш во моментот, дефинитивно. Се слагам. Мислам дека, знаеш, се уште како мора да имаме некаква насока во нашиот живот, имаме некаква лична легенда. Што по која што се водиш? Да, што се водиш, што се пронаоѓаш и што се ја водиш. Ама не може само да, знаеш, да го истераш сето тоа без некаква цел. Да. Мислам дека барем една цел е многу битна. Но пак исто така и некои луѓе не треба да се бидат само фокусирани на некој цел, бидејќи понекогаш знаеш кога се фокусирани само на едно нешто, знаеш, ќе почнат да заборават за малите моменти од животот, ќе почнат да ќе почнат да избегнуваат работи. Ама валја не бидеш опседнат. Да, знаеш, например, у книгата Алхемичарот, ја работевме пред некој, не знам, месец дена. Зборува таму имаше баш како како да кажам, example од ова. Беше како некој отишол кај некој мудрец, еден син на некој што сакал да стане многу мудар, нивниот син. Го пратил кај некој мудрец. И сега тој му рекол, оди, прошетај се околу мојот замок и ќе ти давам лъжица и ќе ти капнам 2 капки
од масло и кога ќе се вратиш мора да бидат се уште таму. Да. И сега он пошол, знаеш, околу замокот, направил 2 круга, кој што му кажал, се вратил, ама он вака одел. Сето време вака одел, само го гледал тоа за да не му се истори. И кога се вратил, му рекол: "А што виде од замокот? Што виде од мојот имот убав?" И он викал: "Не знам, ништо не видов. Јас бев фокусиран само на ова." И после му рече: "Океј сега, оди пак." 2 круга направи, а тоа знаеш голем замок, сакаш на мудрецот Чиновски замок. Му рекол: "Ај пак сега, мрш, оди направи 2 круга, ама и гледај околу тебе." И кога отишол, заборавил тотално за ова. Заборавил. Да. Вака почнал да оди да гледа и му се истурила. Да погода му се истурила, да. Да, му се истурила. Добро. И сега кога се врати, целата поента на тоа, кога му даде лекција, дека Да. знаеш, Треба баланс. Да, не треба само да бидеме фокусирани на целта, но исто така и да, знаеш, да ги балансираме некаков начин, нели? Да. Согласуваш? Се согласувам. Така треба, да. Се согласувам со хемичарот. Со хемичарот. Океј. Добро. Сега пак со строфа. Во една строфа велиш: "Често забораваме колку сме слободни." Што значи за тебе да бидеш на вистина слободен денес? У денешно модерно време? Да. Вистински да бидеш слободен, особено и како што го имам кажано у стихот, се однесува на тоа дека сме слободни да пробаме, да сгрешиме, да не успееме, да пробаме, да сгрешиме, да пробаме, да сгрешиме. Сакам да кажам, валјда поише у смисла на слободни од срам, знаеш, и од страв дека некој ќе те суди. Да. И тоа го забораваме, пошто реално правиш нешто, ќе има човек секад некој од страна, ќе ти каже Ќе да суди. на ништо не личи, не те бива, но на крај на денот он гледа за себе. Ќе отиде дома, ќе спие, ќе измие зави, ќе мисли за неговите проблеми, а ти ги слушаш неговите мисли, и не мислиш за своите проблеми, твоите решенија. Тоа го забораваме. Тоа сакам да кажам. Значи, за тебе слободата е да бидеш слободен со твоите одлуки во животот. Да. Да правиш. Тоа не зависи што го мислам, супер е да слушаш совети. Се дека се совети, здраво окс. Се дека се совети, ама има добри, има лоши совети. Има совети што сигурно ќе ти помогнат. Да. Од насоката. Не викам да не кажеш сега не слушам никога. Да. Ама да не се водиш под туги, знаеш, да не потпаѓаш под туги влијанија или не знам, туги мисли, туги коментари. За денешно време, тебе на вистина За денес. Точно за денес. Баш денес. Точно денес. Да. Слобода е само да може да се, знаеш, да не се плаќа. Добро, слобода е многу ствари да идеш. Па да, сега, Ама ние збориме за метафорично нешто. Точно ова што ме прашаш, стихот за тоа се однесува. Мислиш за таква слобода зборам. Мислиш дека порано, ако гледаш назад во твојот живот, Добро. мислиш дека слободата би гледал на поразличен начин? Како? Да, мислам дека може да поише ствари би направи. Искрено. Например, кога си бил тинејџер. Да сум слободен ко сега што сум бил слободен. Да. Например, кога си бил тинејџер, ако некој те прашал, што Па значи за добро, тебе тогаш слобода? Валја нема да сум го кажала. Сега што го кажам. Да? Да. Ама не знам ништо би кажал. Не знаеш што би кажал. Да се вратам да го прашам. Ајде, врати се, ај. Брзинка, така да. После 2 минути. Кажуваш дека нашата генерација е силна, изгубена, под стрес, ама и лабава. Зошто мислиш дека е така и што мислиш дека ни недостига? Кај сум го кажала? На Во видео? интервју. Така? Да. Да. Уште стојам за тоа. Да? Да. Мислам дека нашите нови генерации општо, сите, сме микс од сила и конфузија, така не гледам. Мислам ја од себе гледам, па гледам и од блиски, гледам и подалеку, така пробувам да го гледам. Дека сме микс од сила, конфузија, многу енергија, што не знаеме каде да ја ставиме. Знаеш, така го гледам. И мислам дека тоа е, пошто малце свенија на тацна денес. Нормално. Што не е лошо, ама мислам дека се губим у процесот. И ме прашаш што фали,
Што ни фали? Да, што мислиш дека ни недостига? Мене лично фокус, ето, така да кажам, да. Така да мислам дека општо некој фокус што Да, мислам сега знаеш, се имаме како ќе си кажеш добро, чекај. Едно по едно, пошто сум се приметил и себе си, знаеш, онака седнувам да правам ствари, правам 3 ствари одеднаш. И пробувам на хај се и ова. Треба да се смириш да си кажеш добро. Ајде прво ова ќе го решиме, пошто вака све е хаос. Не викам дека е лошо да правиш Добро, не, ја- мултитаски и да пробуваш да се префрлаш од еден на друг проект, ама нека те добро да ставиш да се фокусираш на да, нещо. на првенство да му дадеш на едно, па на друго, па на трето. Да. Тоа е тоа. Мате гуру. Мило ми е. Па да, те сваѓам, мислам сега, ќе кажам, имаме Не знам, TikTok. особено ради интернет, па да, ма не само ради самото постоење на социјални мрежи, туку мислам дека све што гледаме, што се деша, него што прави, каде иде, колку пари прави. Ти си викаш и ова сакам, и ова сакам. и Да, ова сега сакам, мислам- Сакам и ја на Дубај, да идам. Знаеш, овој бил таму. Такви ствари, не знам. Да, не. Така го гледам. Пример, порано, луѓето гледале како, знаеш, успехот на многу поразличен начин. Нивните мотиви биле многу поразлични, нели? Пример, порано, мислам сега и се уште има некои луѓе што се знаеш така како, не едноставни работи сакаат во нивниот живот. Но, например, јас од мене, кажувам дека, например, за мене, кога ќе ми каже некој, знаеш, за мојата генерација да кажам нешто, или зашто ја би мислела дека мојата генерација е изгубена, исто така како тебе, ќе кажам дека толку многу работи ни се дадени и ни се покажани и многу различни луѓе стигнале до некакво ниво на многу различни начини. Ти све тоа го гледаш. Да, и ќе си кога, Да. а јас? Да. Јас кога ќе стигнам така? Да. Еве, овој успеа на 18 години да прави 3 билиони. Ма сакаш? Такви ствари, општо, не... Колку ти пружаат можност да видиш каде можеш да идеш, толку и те кочат, пошто Да, не, те држат малце Ко- место. Ја барам така сум го осетил. се согласувам, не, се согласувам, тотално се согласувам. Па баш ми е мил. Супер! Супер. Супер, сега ќе почнеме тука. Тој да се Rolling ends. согласуваме. Ако не се согласуваме. Ти кога ја правиш твојата музика, мислиш дека сега знаеш кој за вештачката интелигенција, што знаеш кој се употребувал? У процес? Не, На општо, музика? сега те прашам општо. Општо дали сум употребил Да. за било што? Да, Да, бе, сум пробал Нормално. за бедаму тек, нормално. збиш Да. тек. Бедаму тек со времето, да видам што е тоа. Сега ќе те прашам. Мислиш дека некогаш Уинна би употребувал AI за да ти напише нешто, музика или пак нешто ти создаде? Го имам пробано да го истестирам, па тоа нормално. Ако пробуваш, ќе го пробуваш за поише ствари. Го имам пробано, само ме изнасмеа, тоа ќе кажам. Стварно? Да, ме изнасмеа и си реков, добро. Знаеш, Овој не ми ја зима работата. лагано, јас сум си окей за следниве След 5 години сум окей, валја. следниве 5 години. Да, што ќе се случи после тие 5 години? Па валја после ќе ми ја земе работата. Окей. Тогаш валја ќе ми ја земе. Еве тогаш треба многу да направиш до тогаш. Да. Мораш кога Да, вака. да, треба да имам. Ја мислам, знаеш, кога зборував, јас мислам имам професори во школа и јас ги прашувам, викам, што мислите вие за вештачката интелигенција? Дали мислите дека ќе ни ги земе нашите работи или пак ќе не окупира или пак нешто така? И за музика исто така го прашав и ми викаше нема шанси. Зошто? Бидејќи едноставно вика дека тие на крајот на денот се роботи, немаат чувства, ние можеме да направиме многу различни работи во битс, во музика, во, знаеш, така flowing, да има Не, јас се слагам со тоа. мелодијата да се промени, Да. ама како например кога ќе опрашаш некоја вештачка интелигенција да ти направи некоја песна, истото нешто ќе биде баш како некој истото нешто само да го тапка, да го удира. Упорно и упорно. Ама например има и песни
се направени од луѓе што имаат и високи моменти, и долни моменти, и успорени, и поубрзани. И имаме и како мелодии што знаеш, така ни даваат chills, знаеш. Добро, ја мислам дека и може да го направи и тоа. Искрено видам. Мислиш дека тоа ќе го направи? Мислам дека више го предал негде. Стварно? Валја ако му даеш подобар промпт, ќе го направи. Само мислам дека нема да не замени. Аха. Туку не знам, ја не го гледам. Не гледам страфа тоа, мислам дека само ќе биде уште една алатка што ќе ти помогне да го направиш. Да? Да направиш нешто. Така треба да се гледа. Така да. Има многу луѓе што се плашат тоа кога се тресат одма, кога ќе им кажам. Добро, реално мислам звучи страшно од прва. Мора да признаеш, Нормално. Да. И за графички дизајн, и за све. И за Тако звучи. И за дигитален маркетинг. И за тоа. За Да. многу ствари звучи страшно, ама уствари која ќе сведиш дека можеш ти да го искористиш и да бидеш само чекор понапред ради Да, него. ја мислам дека ќе ни помогне, не да ни одмогне. На некој начин, да. Ама сега не се знае, може Сега ова ти ако се подпираш само на него. Сега од 20 години ќе и сега- гледате, и ќе сега гледате нешто. AI ќе направи voice од мене и ја ќе кажам кој знае што ќе кажам и после тоа облаци ќе летне. Ама Да, и тоа постои. И тоа постои. Чекај, ти си у моментов, така? Да бе. Знаем. Знаем за ова. Гледај, никој како мене не може да постои. Да. Никако. Никако јас сум AI. И јас сум иначе. Стварно? Да. Браво бе. AI buddies, ајмо. Дали мрежите повеќе ти помагаат да се искажеш или ти создаваат притисок да бидеш нешто што не си ти? Вака, ја мислам дека имам уникатен начин на кој што пристапувам со мрежите. Мислам не уникатен, туку имам на некој начин друга перспектива, пошто ги користам за градење на бренд, за имидж и мислам дека за тоа се одлични со работки со брендови, спонзорства. Да. Така да мислам дека општо, иако некој сака да се пробие општо на пазарот со музика, со све, мислам дека социјални мрежи се добар начин да се пробиеш. Да, сега со тоа доаѓа и притисок на кој што мислам нормално луѓето имаат очекувања. Мора да бидеш перфектен. Да, дали ќе бидеш дали ќе се искажеш точно како они што сакаат да се искажеш, такви ствари. Сена се мислам дека ако добро држиш баланс измеѓу тие две, да си свој и да си примерен. Да. Да. Мислам дека се супер ствар. Има некои луѓе што само немаат филтер никаков на социјални мрежи. Добро, може да и така и добро им тера реално, не знам. Може и да им успее на некој. Може да им успее, ама не за долго време. Па валја да. Да, добро. Ама да. Не знам, јас социјалните мрежи ги гледам како не само да бидеш така перфектен, и кога има многу луѓе што ќе ги запознаеш во истински живот, што се популарни на социјални мрежи и ќе видиш како вие луѓе не се како што се покажуваат. Стварно не се, можеби се пофини, окей, можеби се по нефини, можеби се, не знам. Да, мислам. Такви фейк, што кажуваат некогаш. Да, што знам, мислам од моја перспектива, ја мислам дека не ни оставам некои многу мои ствари, не знам, не се покажам толку кој сум точно, ама не ни покажам некој што не сум. Значи има некој Така треба. Некој грей зон кај што сум, ова Don't сум. overdo it. Ама и нема Да, не зашто треба да знаеш кај живеам, не сегаш и како живеам. Веднаш кажи. Нема шанси. Нема шанси. Нема шанси, кажи. Готово, така? Не. Сега ова е многу подлабоко прашање, окей? Ајде. Добро, што се испи вода? Да, треба. Чим Треба. кажуваш длабоко прашање и одма пијам вода се спремам. Така. Чекај вака. И Да. поза да има. Ајде. Имало ли некој момент што те натера да се запрашаш кој си и што навистина сакаш? И што правиш кога ја губиш инспирација? Добро, ова се две прашања. Се. Така ми делува. My bad, што пробав да те прашам две работи. Епат се. Значи прашаме прво едното, па после другото. Окей. Чекај, имало ли момент
што те натера да се запрашаш кој си и што навистина сакаш? Добро. Да, мислам дека такви многу моменти имам. у Стварно? животот. Да. Така е. Имам момент и кај што се преиспитувам исто така. Поише тоа ви го кажам. Кај што треба да се запрашам дали ова што го правам, стварно треба да го правам. Не знам, такви моменти имам, да. Тоа ми се случувало поише. Пошто мислам ќе си дадам. Сега, нормално, цел. музиката не е нешто што секојдневно секој може да го прави. Фер, но не само за тоа, општо и за други ствари имаш што ги правиш во животот, што се преиспитуваш. Да. Мислам, ја барем сега така ти го светив прашање. Да. Тоа Така го е. мислеше под прашање? Па да, или- као, например, као дали некогаш има и некој што те прави да се чувствуваш, да бидеш као, некој ќе ти искоментира нешто или пак нешто ќе направиш или... Аха. Што ме тригера така? Мислам, да размислам. Може и така. Што би ме... Да, Коментар сигурно не. така треба. Пошто било тоа некогаш, порано, кога сум почнувал, Нормално, тоа е нормално, да. кога почнуваш да ти влијаат такви ствари, ама за тек на време сваќаш дека да, не е толку битно. Not that deep. Да. It's not that. Да. Поише би било некој мој потек што ќе го направам и ќе се запрашам дали требало така да го направам, Да, дали сум требало така да изиграм. се двоумиш. Дали уопште, не знам, се имаш моменти кога не си сигурен уопште и сигаш дали уопште не бива за ова. Ма сегаш, имаш шок, Абе, ја, што правам? 7 колку години си музика прави? 28 правам музика. 28. Да. Не. Колку години прави? 6-7, толку. Сексевам. Види кај мисли моја. Ја не ни мислам. Има некој мим таму. Распаѓање на мозокот, ево. Добро, се осеќам Не. ко бумер. Го разбрав, барем, ајде. Го разбрав. Барам го Се- свати. Ми текна, да. Пред 7 години, ајде кажеме пред 7 години. Пред 7 години почна музиката, така? Да. И сега, тогаш, мислиш дека... Посериозно со музика, да. Да, тогаш посериозно, така. Е сега, тогаш мислиш дека се сеќаваш ли кога прв пат се запраша, кога дали јас воопшто би го правил ова во животот? И многу длабоко. Да, бе, сум се запрашал. И сум си рекол, го правам. Реално. Мислам... Ако сакам да го правам, ќе биде вистинскиот пат. Па знаеш, кога имаш притисок, не си има ко притисок од другите луѓе што си као... И сега дали воопшто да пробувам. Сум осеќал притисок, да, ама... Ама сега на крај Мораш- денот, кој е овој? Да, реално. Кој е па сега, добро, Мораш- мислам, за мене, например, ако ја моите амбиции или пак работи што сакам ја да ги правам во мојот живот, понекогаш може да бидат нереалистични на некои луѓе, знаеш, исто како да кажам дека како Да, тебе да. музичка кариера сакам да изградам, ако јас на нив ќе им кажам сакам да бидам ова и ова, ќе ми кажат абе не се замарај со тоа, или пак не знам, ќе пробам да им докажам, ако пробам да им докажам дека стварно сакам тоа да го правам и дека заслужувам, ќе ме двоумат, ќе ми викаат не си ни толку добра, не ни те бива, ај пробај нешто како математика и физика и ќе си имаш добра плата и леб. Не знам. Не ги слушајте. Да не ги слушам. Не, кода не ти мислат добро, не знам. Кога да не ми мислат добра. Не, ти мислат добро, ама... Па знаеш, има некои луѓе што почнале таква кариера и не успеале целосно. Има, да. Има многу Има, да. и затоа сигурно дека ќе Да. сакаат да бидат предпазливи, да се грижат за мене, да мислат. Дефинитивно, да. Се слагам. Не. Треба да бидеш предпазлив, ама и треба да го правиш тоа што мислиш дека треба да го правиш. Така, Ако да. си кажал дека тоа ќе го правиш, треба да се држиш до тоа. Да. Треба да го правиш. Некакам до крај, напреко дека стварно осетиш дека може да ќе иде до негде ќе застане и ќе си кажеш добро со ова до тука беше. После бараме нешто друго. Мислам дека Значи, колку е краток животот, мислам дека има време за поише ствари. Поише Да. ствари да пробаш. Така да не е се туку црно-бела и ова го правиме. Идеме и го правиме и нема вака ќе умреме. А за тоа притисок од страна кој каков ти става, што
што ти кажува, тоа зависи од тебе, ти како ќе го сватиш. Многу е битно дали е совет или е само коментар. Ова Така беше стварно јако. Нов стих, ево, иначе. Кажи го пак. Не, го заборев. Врати го. Ама, Не, да. тоа е знаеш дека тоа е многу кој. Па најчесто многу добро. близок ќе биде совет. Ја така го гледам. Не мора да значи, ама близок најчесто е совет. Најчесто, да. Пази, супер све, навивам за тебе, ама пази, размисли ова, она. Од некоја страна најчесто не е совет, не знам. Нормално. Мислам дека е поише на коментар, може ти завидува, бе, така е знаеш. Може да си посреќен дека го правиш тоа од него, кога он прави нешто што не е среќен. Што не е среќен, ама на крајот на денот платата Да. му е доволно добро за него. Согласно. Не дека јас имам толку многу искуство со работа и со... Добро, ќе имаш, со тоа. нема везе. Ќе имам, не може, но... знаеш, убаво е да се знае, мислам. Верувам дека многу луѓе што во моментов гледаат, имаат такви многу high hopes за нивната иднина и многу такви... Па и треба да имаш. Па јас тоа го викам. И јас тоа го викам. Што е поентата да живееш ако немаш high hopes? Ако не мислиш дека нешто ќе нешто... Мислам, треба да бидеш реалистичен. Сега нормално да си реалистичен. Ама Нормално е. Ама има некои луѓе што Има време кога можеш да бидеш нереалистичен, тоа не знам, основно, почеток, средно, таму окей, полека треба, не знам, барем мене природно така ми се има десено, се смирува тоа, стануваш со си даваш пореалистични цели. Да. Ама може да е истиот пат, не мора да е различен пат. Да. Не мора да ти се да станеш посериозен и од денеш да ти се струши цел тој пат. А пошто сега посериозно мислам. Така да, не знам, мислам дека има начин што и да правиш, што и да сакаш да правиш, има начин како да го монетизираш. Да. Така да Има некои луѓе кога ќе почнат нешто например, само мислат на најсериозните и како да кажам, overly done работи. Сваѓаш кога office jobs, такви работи, бидејќи се influence од нивните родители или пак нивните пријатели да не го прават тоа што навистина сака да го прават и да бидат better safe than sorry. Не можам да му кажам на некојате и тоа сега што го кажа, зашто го правиш тоа, не можам да му кажам на некој што прави ова како мене, зашто го правиш тоа. Секој си има зашто го прави својато, така да... Мислам, јас се не идам кај луѓе викам го... Така да им коментираш. Да, ја не коментирам. Ја, например, ако некој што јас го знам и што ми е близок, ако некој стварно се одлучи да прави нешто многу по out of the ordinary и по креативно, ја не мислам би го поддржувала, но на исто време би looking out for them, знаеш, да не сега да не им давам Ако на некој му треба совет, ќе му го дадеш. Ќе му го дадам. Така што кажа ти, искрено да си. Да. Бидејќи тоа, јас мислам дека со тоа ќе се знае кој ти е вистински пријател и кој само сака да... Дефинитивно. Да. Супер. Океј. И ти тоа сега допрва ќе го гледаш. Искрено да видам. Да. На тие години. Да. Океј, што правиш кога губиш инспирација? Тоа е вториот дел од прашањето. Да. Гледаш, се заборавме, го заборавме тоа. Ја не заборавам, ти го заборави. Па ти имаш лист пред тебе. Не е фер тоа. Дај ми лист и ја ги читам. Што правам кога немам инспирација? Да. Или кога губам инспирација, општо? Или исто? Исто е. Да. Кога немаш или губиш или... Добро. Мислам... Конкретно за музика... Општо може и за музика да кажеш и може да кажеш за секој секој нивен живот. Музика ми е поспецифично. Нешто, значи, вели имам два различни пата, опции, која немам инспирација, но тоа е, кој предеска што зборевме, чекам на некои ствари, на некои знаци, значи чекам да видам зборови, различни фрази. Да. Да, гуглам такви ствари. Гуглам, да. не ChatGPT-аш? Да. Па не се уште. И Добро. Ама имам и уште еден процес, а тоа е
Кога ќе седнам да пишувам некоја лошо, знам да седнам да пишувам и да е лошо до крај, нека намерно, да е лошо, па лошо, така да си. Ако виш иде лошо, нека искочи све што е лошо. Да. И после го мрзиш тоа, ама битно барам ти мислиш дека искочило све лошо. Лошо до крај. Пример, ти кога гледаш знаци, што мислиш дека е знак? Збориш, ако имам нешто више направено и чекам знак за да го извадам, например. Општо ти викам нешто, ако сакаш нешто да направиш. Ти мислиш дека... Во последно време не, ама ми се имаат случаи, например, тоа да ме такво нешто да ме поттекне да седнам и да завршам нешто што сум го мислел подолго. Да. Така да ми се има случаи, например, ден да преходно пишував, баш како се да кажам, најлошите ствари ги пишав, намерно, пошто само тоа не идеше и викам, добро. Завршив со тоа и легнав. Следниот ден станувам, са бајле и имаше онака, мислам, врнеше, ден. И го заварам прозор, така и слушам ствако, со лаптоп, со све и имам седнато и така, имам напишано, например, што знам, од 10 минути песна, од нула. Тоа јас го барам. Понеделник. Стварно? Да. Така имам пишано понеделник. Вау, знам дека кажат дека понеделник е првата песна што прв почна да се искажуваш себе си. Да, таа ми е најонака брутално искрена песна. Брутално искрена песна. Да. Добро шо? Што би им рекол на младите што имаат идеја или сон? Што ти кажеш? Имаат идеја или сон? Ја вака како многу стар. Многу стар. Што би им рекол? Што би им рекол на младите што имаат идеја или сон, ама им е страф да тргнат по свој пат? Што би им рекол? Што би им рекол? Никако немој да пробаш ништо. Немој да бидеш храбар. Не прави ништо ново. Чекај некој друг ќе го направи. Се да не. Немаш право да пробуваш. Не би им кажал да не чекаат да бидат спремни за да пробуваат нешто, да почнат, пошто никој не е спремен. Мислам дека си да глумат дека се спремни. Така да треба да влезеш и да го пробаш тоа, што сакаш да го пробаш, што сакаш да го правиш. И ако ти е страв, пошто мислам дека тоа е храброст. Да имаш страв и да го направиш нешто тоа. Страв е дел од процесот. А не е храброст да немаш страв. Туку да имаш страв, да идеш да делуваш, да го направиш и си кажеш, ево, го направив. Вау. Вау. Кој беше боле? Првото беше боле реално. Кој е прво? Да не пробуваш ништо, реално. Сега, реално, значи тоа е најлесно нешто што може да се направи. Не, седиш, дремеш, постоиш, дишеш, Не знам, многу тешко. го трошиш воздухот. Ама да. Еј, што има? Тоа е, што да кажам. Знаеш која највеќе ми се свига? Која? Тој е делот. Некој милион са некој, уште не ги знам. Од идеја? Изградат, да. Тоа, знаеш ме посеќа сега на тоа. Бидејќи нели прават милионер за NU. Тоа е надпревар каде што средношколци може да понесат некаква бизнис идеја. Може да бидат од група или пак сам, најчесто е се во група, бидејќи тоа е најдобро. Максимум се до 6 и понесуваат бизнис идеја за $1,000,000. Значи идат преку рунди, секоја рунда може да, например, првата рунда беше сите, знаеш, се пријавуваат, после тоа 50 одбират од нив, за идете следна рунда, каде што ќе почнат да, знаеш, маркетинг, сето тоа да прават, за да може од јавноста да одберат. И после тоа од јавноста кој ќе одберат, знаеш, така, ќе ви објаснам. Спонсоршип. И сега тоа, например, баш сега, во мојата школа, може да се шетат некои што веќе се $1,000,000. Може, или пак што ќе се. Да. Не се Што знае. ќе биде, да. Да, затоа кога го слушнав тоа, мислам повторно сега, бидејќи нели, требаше пак да ги слушам песните и тогаш Да, сигурно ти било многу тешко. Многу ми беше тешко, ушите наш ме забоја. Да. Не. Викам, кога ги слушав и кога го слушнав тоа, стварно бев Иде. реално, некој е $1,000,000. Да, реално. И дури ако е средношколец, може да е. Не се знае.
Ке видиме. Супер. Ке видиме. Ево да, тоа. Фала видички што гледавте. Фала Фала ти, Фала ви што ме викнавте. секако, зашто да не. Фала видим. Матеј Фолц, беше многу добро да зборувам со тебе. И да, Фала. Исто. фроза доза. Добра доза доби од мене. Фроза доза доволно. Фроза доза. И да ме Простина. одмарам. Да. Да. Сега ќе мора да одмарам, сега ќе би Да, 3 дена спием се. 3 дена сега поред. Hibernation. Сик се. Што да кажам друго? Готово. Готово. Да се поздравиме. Мило ми беше. Мило ми беше. И фала што ме викнавте.